Представници на медиумите, почитувана јавност. Вики? Се слушаш? Јас? Може? Добре се. Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Денес стоиме пред вас како луѓе кои повеќе од 8 години се соочуваат со системска неправда. Денес, официјално, поднесовме кривична пријава против поранешниот јавен обвинител со иницијали ВР и тоа по член 368А попречување на правдата и член 353 злоупотреба на службената повложба и овластување. Доставивме докази до јавното обвинителство поврзани со случајот 27 април, кои сериозно го доведуваат во прашање начинот на кој беше водена истрагата и текот на судскиот процес. Доказите укажуваат на комуникација меѓу висок функционер и еден од клучните сведоци во оваа постапка, меѓу брат на еден висок функционер и сведок, на можни договори со обвинителот, како и на сочување за сведочењето кое го даде сведокот во таа постапка. Сведокот, со изјава заверена кај нотар, изјавува дека неговиот претходен исказ, даден во постапката, бил невистинит и дека истиот му било ветено дека ќе му се помогне во други кривични постапки доколку даде таков исказ. Дополнително, постои вештачење од овластен судски вештак од телефони кои ја подкрепуваат изјавата на сведокот заверена на нотар. Го повикувам јавното обвинителство да ја разгледа пријавата и доказите темелно. Јавноста има право да знае, а институциите имаат обврска да постапат. Почитувани, кога имате заверен искази на нотар, во кој се признава дека лажно се сведочело, и кога имате јавно признание за притисок врз Силвија Порото, тогаш ова не е повеќе политичка тема. Ова е прашање на владење на правото. Ова не е обичен случај. Ова е случај во кој имаме основано сомнение дека се користеа незаконити докази, се вршеше притисок врз сведоци и се донесе пресуда врз основа на монтирана постапка. Ова денеска не е политичка изјава, туку чекор заснован на документи и сериозни сомнежи за сторени кривични дела. Сите докази со кои располагаме се доставени до јавното обвинителство и очекуваме тие да постапат професионално и без одлагање. Јас не сум суд и не тврдам ничија вина, но имам обврска како граѓанин да пријавам кога постојат основани сомнежи. Ова не е лична пресметка. Ова е борба за правда и одговорност. Бараме вистината се утврди без страв и без политичко влијание. Прашањето денес не е само за нас. Прашањето е дали во Македонија ќе има правда или ќе биде како до сега. Сакам јасно да порачам дека оваа кривична пријава е тест. Тест за институциите, тест дали ќе застанат на страната на правдата или ќе продолжат да ја штитат неправдата. Барам институциите да си ја завршат работата и вистината конечно да биде утврдена. Бидејќи, ако правдата е вистинска, таа не се плаши од вакви докази. Очекуваме одговор во најбрз можен рок. Бидејќи, доколку институциите молчат, ние нема да молчиме. Ќе ги објавиме сите факти, сите докази и сите имиња пред македонската и меѓународната јавност. Ова е борба за вистина, ова е борба за правда и таа борба нема да запре додека не ја добиеме правдата. На што се однесуваат тие докази, односно комуникација конкретно? Дали е да се намести некого, да се осуди? Комуникацијата во вештачењето е од сведок еден кој ги даде телефонски разговори, кој што бил во контакт со денеска пријавената, така да имало можни договори, како што кажав во изјавата. Какви договори? Тоа е институциите ќе мора да откажат, не можам сега да ги кажам. А дали еден например апелација имаше покажа на другари журите понатака на суди и слично? Борбата не застанува тука, ова е само почеток од денес. Апсолутно ќе поднесеме повторно барање, еве и денеска поднесовме кривична пријава до поранешниот јавен обвинител и очекуваме дека кога ќе тргне правдата едноставно кажано, бидејќи до сега беше набулување. После одбивањето од кривичниот и од апелацијниот суд, еве сега има можност во овој контекст, оваа кривична пријава против поранешната обвинителка
да материјалните докази кои што беа одбиени од судот сега мора да влезат во правна процедура и понатаму наистина очекуваме институциите да си ја завршат работата. По наше гледање работата е 100-0. Очекувам дека секој кој што се бори за правда многу лесно да го увиди тоа и набрзо веројатно и обвинителство да соопшти детали во целата јавност, по-конкретно што можеме ние сега. Благодарам.